основниот принцип на македонската култура, за духовната сила на театарот и секако не знам како ќе разбереме или дали разбираме ние. Знаеш, има еден текст знаете, има еден текст во Библијата кој вели телесниот човек не го разбира духовното и за него тоа е безумство. Ако вие размислувате само во тело, тогаш тешко можете да разберете. Но затоа имаме Ребека Вест, нели, кој се фали со Господ да се фали, американската новинарка, патување низ Југославија, која го објаснува принципот на македонската култура. Македонската култура не е технички трик, туку духовна длабока врска со Создателот и неговиот Син Исус Христос. Тоа е добра дефиниција. Ние што ќе правиме ние тогаш со метричките стапки кои го има во античката македонска култура, кои денеска ние сите ги играме во орото. Така да херојскиот дактил, левите и десните дактили кои биле обредни метрички стапки, јамбот бил обредна метричка стапка, пејанот бил обредна метричка стапка, што на Аполон, што за исцелување на Асклепие, за Диони се играле дитирамби. И денеска секоја песна, секоја втора песна почнува во Македонија со дактил рам пам пам, а тешко може да се изведе во било кој од соседните народи. Во српскиот јазик имаме трохеј, во албанскиот и во грчкиот јамб, а и во бугарскиот. Во грчкиот имаме нешто што е пеон 1, 2, 3, не знам. Веќе тој јазик нема метричката структура за да одговори на песните, на ората, на стапките, на она што и Стефан Верковиќ го запишал. Значи, одиме со Хамлет, обработувајќи во ова серија Македонскиот театар, 11-12 серија, во која се обидувам да раскажам нешто за Македонскиот театар, бидејќи не се предава во Македонија доволно, не се обрнува внимание. Кој е на автентичноста на Македонскиот театар? Ние имавме сега прослава на Факултетот за драмски уметности, таму, знаете, можеби по политички причини, можеби така од немука, и едноставно добиваме една представа која е телесна и без идентитет. На крајот завршува дури со еден гуштер, например. Значи, која идентификација е таа? Мислам дека спротивно е, зборуваме за светлина и за сонце. Аристотел за менската форма на зборот е светлина. Значи, гуштерот е символ на змијата, старата змијата е сатанска доктрина која во Македонија не била присутна. За разлика од Атина, каде што бувот бил символ, овде ние зборуваме за летање, за враќање назад. Аристотел за менската форма на зборот е светлина. Библијата вели и би светлина. И рече Бог нека биде светлина. Хамлет, 106 страна, превод од Вилијам Шекспир на Богомил Ѓузел. Говорете ги зборовите. Зборување на збор. Збор збори, зборот збори, говор говори. Говорете ги зборовите, ве молам. Пазете, ве молам. Кој го зборува ова? Вилијам Шекспир. Зошто овој текст во проза? Често ме прашуваат студентите, а други да се во јамб. Па затоа што се подвлекува нешто или е упатство како треба да се однесуваме во театарот. Говорете ги зборовите, ве молам, како што ви ги изговорив јас, да ви се лизгаат. Да ви се лизгаат низ јазик. Знаете, да се лизга нешто низ јазик, да течат, тоа значи од телесното, да се отелотворени во тело, во душата, нели? Во нашиот во срцето и во умот, и во духовен слој, да ви се лизгаат низ јазик. А ако ги джвакате, како многумина од вашите колеги, например сега, ние кога ќе пишуваме за Македонскиот театар, ќе прераскажуваме цитати од нашите соседи. Ние денеска гледаме де факто дека Бугарија, Грција, Албанија, Србија не е во можност и таа е под притисок, негираат дека постојат македонци. Тогаш не можете вие да цитирате извори. Ние знаеме дека енциклопедијата македонска ја поништија и сега вие цитирате приказна дека Теспис се качил на колата. Мислам, имате одговорност. Не барајте мнозина да бидете учители, професори. Да ја зборувате вистината. Македонскиот театар е духовен, ежен борза. Па дури и Хамонт има термин македонски фестивал и никој не го обработува тоа. Македонски фестивал кој зборува за вграденост, нели? Вграденост кај македонската култура, да му оддава почит на Бог и што се потврдува практично со Ребека Вест. Значи, тие оддавале почит на одредени денови, така да Дионисовите слави, како што вели Аристотел, не се за да ги научите обредите, туку да се соедините со Бог. И Питер Брук ќе дојдеме, Гротовски, Барба, кои зборуваат за универсален театарски јазик, за актерот како потрага по Бога,
и за актерот кој е светец. Значи, а ако ги джвакате како многумина од вашите колеги, така та македонската наука денеска објавува некои текстови, се фалат со списанија, се под строга цензура на догматска приказна дека театарот е човечка природа. Значи, теспис се качил, значи само човек што не е просветлен може тоа да го зборува што е телесен. Дека теспис се качил и почнал театарот. И сега имаме ние Скомрахи фестивал и тие тројца студенти рекле им настанале Скомрахи, не тоа беше процес. Бидејќи бев очевиден да настанете колку лесно се фалсификуваат работите и луѓето си придаваат значење. Теспис ништо не можел да измисли, бидејќи ние веќе го имаме Кокинскиот неолитски театар, бронзен, каде 1400 години, предметон од Атина, по прецизен календар на звездите. Него имаме бронзениот период во Македонија, што е лидер, така да културата се спуштала надолу, како да зборуваме за македонецот Пиер, кој го вовел култот кон 9 музи. Што да кажеме за Орфеј, митскиот македонски цар Орфеј, кој им ги дал словата на македонците и тракејците. Што да зборуваме за пиериите кои се керики на Пиер, македонецот Пиер и Пеонката, во кои се 9 музи. Значи, што да зборуваме ако Орфеј им ги дал словата на македонците и тракејците, па апостол Павле дојде во Македонија да ги даде словата Божји, да ги донесе каде што беше достојна земјата, избран сад. А потоа што да зборуваме за Кирил и Методија, свети Кирил и Методија, свети Климент и Наум, како што се именуваат универзитети во Македонија, војници молитвени на Исуса Христа кои ги донесоа словата. Слова дадени од Бог. Значи, а ако ги джвакате како многумина од вашите колеги, да джвакаш некое слово телесно и мислиш дека нешто знаеш, тоа е почеток на незнаењето, гордоста. Како ги джвакате како многумина од вашите колеги. Знаете, зборот треба да ви се лизга низ јазик, да го пуштите човекот, дали може да беседи 15-20 минути без да чита. Дали имаме спој на зборот, на говорот, на ниво тело, телесност, душа и срце, душа и дух. Значи, ако ги джвакате како многумина од вашите колеги, подобро и телал со барабан да ги извикува моите стихови. Некогаш поискрени се луѓето што објавуваат нешто. И не сечете го воздухот како со пила вака, туку бидете во се умерени. Умерен во се. Умерен во се. Во што? Во се. Зборот има мерка. Најмалата мера во Хомере се викала мера или мера, мира, одмор. Хомери. Хомери се практично мерките со кои ги мериме гневот, о Божице, спеј го на Ахила, синот од Пела. Хомери во кој се мери. И не сечете го воздухот како со пила вака, туку бидете во се умерени. Тоа се упатство за театарот, значи да ви се лизгаат зборовите. За да ви се лизгаат зборовите, треба да ги подмачкат со долго зборување. Со стапче 10 страници дневно, така се поставува гласот. Драги колеги, зборници, говорници, можете да поминете на курс по јавно говорење, ви стојам на располагање, секому. Значи, тече прослава, гледам колега зборува Шекспир, Ричард III, не умее да ги зборува стиховите. Гледам толкување на Дионисовите слави како сексуално нешто, оргии, значи орогеа, значи женско оро. Филип II, кога е барал Олимпијада за жена, која била посветеничка на Дионис, морал да го праша свештенослужителот и да бара дозвола од Бог. Еден гроз се откинал и паднал по молитвата. Ние зборуваме за духовен принцип, не за телесен. На луѓето им е налесно да се совлечат, да се опијат, да водат љубов. Знаете, има еден стих, свињата се враќа во калта, а песот на својата блуеница. Ние зборуваме за театар Хирос Гамос, свет брак. Тоа е театарот. Место атар, теа и гледање, место за дарување на својата љубов. Како ние даруваме љубовта која ја примаме, можеме ли да ја пренесеме? Дали имаме што да дариме? Дали даруваме телесно или духовно, можеме да пуштиме разголени тела да врескаат? Но тогаш тоа не е театар, туку е бордел. Но тогаш тоа не е театар. Ако се пцуе, ако се вика, тоа не е театар, туку е пазар. На телесност, на интелектуални умови, на инвалиди духовни, кои не знаат дека постои духовен свет, а Шекспир зборува токму за тој свет, затоа што не можат да го разберат. Значи, зашто и во бурниот порој, во вителот на вашата страст, зашто кај Шекспир нема пцовки, добро прашање. Знаете,
Во вителот на вашата страст морате да имате и да зрачите. Да имате, а што да имате? И да зрачите. Љубов. Со мерка. Мерка. Со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери, што ќе и даде благослов. Значи, ако не мерите, нема да ви се мери. Ако не судите, нема да ви се суди. Ако љубите, ќе ве љубат. Ако мразите, ќе ве мразат. Со мерка. Јас би рекол во вителот на вашата страст, пазете упатство за актерите, морате да имате и да зрачите со мерка. Се совлечете голи и да правите представа, например, кај што ќе гледаме сексуални фрустрации на поединци. О, ме навредува до срце. И мене исто така. Кога слушам како некој збитак со перика на тиквата ја кине страста во крпи и партали. Ја кине страста во крпи и партали. Збитак со перика на тиквата. Збитак кој не умее да говори. Телесен збитак. Свиња која се враќа во калта. Пес која блуе. Ја јаде својата блуеница. Кога некој збитак со перика на тиквата ја кине страста во крпи и партали. Како им ги дупи тапанчињата на простаците од партерот. Значи, телесна публика за телесен театар. Простаци од партерот. Простаци од партерот. Најпосетени се фудбалски надпревари кај што се вика пцуе. Фолклорни групи кај што се игра и се пие. Знаете, но ако имате фолклорна група која му пее на Бог, тогаш веќе ние имаме армакедонска слава, Дион Исусова, како ја кине страста во крпи и партали, тие мислат оргии дека е секс и пиење вино. Не, леби вино е причестување. Причестување. Оро геа е женско оро. Немото женско оро што го има и денеска во македонскиот фолклор. Ја кине страста во крпи и партали. Како ќе им објасните, тие мислат дека прават наука, се цитираат едни со други, цитираат глупости и лаги. Аристотел вели, ако ја зборувам вистината, ќе ме намразат луѓето. Пазете. Но ако не ја зборувам вистината, како ќе излезам пред Бога, односно Еврипид. Спознајте ја вистината, Исус вели и вистината ќе ве ослободи. Јас сум патот вистината. Знаете, вистината ќе земат одредениците и се цитираат едни со други, имате научни списанија, тие не дозволуваат и тоа станува мртво слово без дух. Не можете ништо да разберете без дух, дека ние можеме и да направиме разработка на тој прв актер кој од орото излегол и почнал да зборува во стапки, кој пеел во хор, кој дарувал лепи вино и се соединувал со духот на Создателот. Тоа е духовната страна на театарот, па Питер Брук, Гротовски, Барба и другите. Не случајно, Исидора Данкан, играм да ја остварам својата божествена природа. Значи, им ги дупите панчињата на простаците од партерот, што во повеќето случаи зборува за вас, за денешниот театар, каде што се е дозволено, што во повеќето случаи не се способни за ништо друго, освен за необјасними пантомими и врева. Значи, славиме 50 години, имаме телесен театар, полку труд вложен, завршува со гуштер, со актер кој бакнува гуштер во некој филм. Значи, со сатанска природа, со телесна природа, змијата ја излажа Ева. Ја љуби змијата која излажа Ева, односно змијата што излегла од него. Би го дал таквиот подкамшик во античка Македонија, ги камшикувале актерите, кои го грешеле текстот, што го потурчува турчинот. Турчинот го има и македонецот, во Шекспир. Што го надиродил Ирода. Ирод кој живееше во времето на Исус Христос. Ве молам, знаете што направи Ирод, треба да прочитате Библијата или историјата. Ве молам, избегнувајте го тоа. Само пазите да не е некоја научна историја на цитати, каде што 200-500 години ќе цитираат дека македонците не постојат, дека театарот е ваков или таков. Неточни податоци. А што да кажеме за кукинскиот неолитски театар? Што правел тој пред да се појави Теспис? Што правел таму македонецот, нашиот предок? А не бидете ни премногу кротки, заспани, туку нека ве учи собственото чувство за мерка. Кај се учи тоа чувство за мерка? Знаете, има класи. Например, хирургот може ли да предава хирургија ако не знае да оперира? Како може, например, на факултетот да предава режисер кој не знае да игра, да предава глума, а не знае да игра? Што предава? Тоа е добро прашање.
А како, например, ако треба да конкурира еден актер, да режира, се буни истиот тој. Нема завршена режија, тој знае. И после гледате режисерска класа, сите се филозофи, никој не знае, не разбира, сите сакат да кажат како треба, а не действуваат. Собственото чувство за мерка. Прилагодете ги движењата со зборот. Движењата со зборот. Зборот со движењата. Ние тоа го работиме Аристотеловиот круг, вртиме во круг додека не се совлада основната говорна енергија. На текстот влегуваме потоа во мисловната енергија. Посебен систем постановен на сценски говор на Факултетот за драмски уметности за слава на Господа и потоа влегуваме во чувствената структура. Зборот со движењата со посебна предпазливост, да не ја пречекорите. Природната скромност, природна скромност. Природна скромност, зашто се што е претерано, нагласено, сексуално, вакво, онакво, телесно, едно или друго, е против смислата на играта. Оти нејзината цел смисла на играта, на театарот што е? Тоа е битно. Аристотел го објаснува, соединување со Бог, со духот на Создателот. Тоа е смислата на играта. Зашто се што е претерано е против смислата на играта. Вие можете да цитирате разни предходно што биле пред вас луѓе, тесписи, и други да ги негирате, другите не им дозволувате да влезат. Да ја кажа спротивната страна, духовната страна на театарот. А незината цел во почетокот и сега истанувате тесписи кои се качуваат на селската кола и мислат дека се на Кокино или во античкиот македонски театар. Не, театарот е едно место за гледање, место за соединување со Бог, место за дарување на својата љубов. Зашто се што е претерано е против смислата на играта, незината цел во почетокот на Кокино и сега. Била и е да држи туку речи. Била и е. Еј ќе биде, викаат во православна црква. Еј ќе биде, била и е да држи туку речи огледало спроти природата. Значи да се огледаш ти внатре. На доблеста да и го покаже собствениот лик. На доблеста да и го покаже собствениот лик, тоа е целта на театарот. На подбивот собствената слика. Ете, има еден стих во Библијата, ќе се погледне во огледало и веднаш заборава каков бил. Имам колеги критикуваат, мислат дека од нив почнал светот. Да им дадам огледало да се погледнат на што личат. Дали имаат љубов во срцето, дали делуваат здраво психички, дали имаат некоја духовна сила или само прераскажуваат своји шаблони. На подбивот собствената слика. Треба да се погледнеш во огледало. Стихот во Библијата е ќе се погледне во огледало и веднаш заборава каков бил. А тоа е парафраза, да се погледне во огледало. А на поколенијата и човекот, нивниот собствен облик и отпечаток ги прикажува луѓето какви што се. Не можеш да прикажуваш системи на сексуалност, на разголеност, на врескање, без цел, без да ја разбереш причината зошто и како. Ете, има еден во театарот една изрека, ако има пушка закачена на зидот, треба да пукне во третиот чин. Ако се соблekуваат голи луѓе се движат по сцената и треба да се што да прават? Да се облечат или да се што? Орогеа да играат, женско оро. А ако претерате во ова или потврлите, значи можеш да претераш или да потврлиш, макар што неуките ќе ги натерате во смеја. Неуки, телесни, неразбрани, бараат да видат нешто и да пипнат. Упатените само ќе ги јадосате. Ова е пишано во проза за да разберете што е театарот. А судот на макар еден од нивот, со ваша дозвола, со нивна дозвола. Деусен махина, дојди Господи, играј со мене. Аристотелов принцип, непознат во Македонија, објавен во докторски труд и не сака да го прифати, упорно си тера по своето. Си се цитираат лагите, распродажба на лаги Макијавели. Макар што неуките ќе ги натерате во смеј, упатените само ќе ги јадосате, а судот на макар еден од нив со ваша дозвола го претегнува оној од сета друга театарска маса. Театарска маса. Знаете што е тоа? Маса. Рулја. Група. Стадо. Библиски.
Не плаши се мало стадо. Има актери што сум ги гледал и јас, а другите ги фалели тоа високо, кои да не се изразам богохулно, пазете кај Шекспир богохулно, дали го разбирате што е тој збор богохулно? Зборува во театарот да не се изразил богохулно во театарот. Денеска се смеат колегите, што го поврзувам театарот со Бог. И не може да разберат дека се телесни, ништо нема да разбереш ти. Телото без дух е мртво, театарот без дух е мртво. Вие само прекопирате, фотокопирате. Ако има друг дух кој не е од Бог, тогаш тешко вас и тоа се гледа на крајот како завршува еден уметник. Дали завршува среќен, благословен или во болки, болести и страдање или во болка или умира. Зошто луѓето умираат? Па ако го играте орото на смртта, телесноста, кој се е во телото ќе пожнее смрт. Пишува во Библијата и кај Шекспир го пишува. Има актери што сум ги гледала, другите ги фалеле и тоа високо, кои да не се изразам богохулно. Шекспир зборува за театарот да не се изрази богохулно. Тој знае што е театарот. Немале ни акцент на христијани. Акцент на христијани, што значи тоа кај Шекспир? Дали го разбирате ова? Телесни, ово неразбрани галатјани. О убај тие скомрахи што скокате по сцената. Дали знаете каде сте, каде одите и што ви се случува? По извесен период ќе почне да се материализира целата состојба во телото. Слава ти Господи Исусе Христе. Немале ни акцент на христијани. Што сакал да каже Шекспир, може да направите докторски труд. Само немојте да го избришете ова. Ниту пак држење на рисјани. Акцент на христијани, држење на рисјани. Пазете што зборува Шекспир. Паганци потоа разликува. Или какви било други луѓе. Рисјани, паганци и било какви други луѓе, а толку се перчеле и ревеле, што мислев дека нив ги направил некој измеќар, па не ги доправил. Измеќар. И го создаде Господ Бог човекот од прав земја и му дувна во душата дух животен битие и го направи жива душа. Он зборува дека создадени се од измеќар на природата. Паднат, темен, гуштер, старата змија, која, например, на прослава на факултетот се појавува. Дали сте слепи или тоа ви е изборот? Не факултетот за драмски уметности не е тоа. Не можете вие личниот став да го наметнете над колективитетот. Тоа е обврска да се претопи во светлина. Ги направил некој измеќар на природата, па не ги доправил, недоправени. Толку одвратно го имитирале. Тоа е театар на имитација, телесен театар, она што е човечко. Тие имитираат. А во духот можеш да направиш преобразба. Актерот му вели, се надевам дека во многу нешта сме се поправиле. Се надевам, и јас се надевам. Господару. Пазете го овој збор, Господар. Два Господара има. Господар. Севишниот Отец и Сатаната. Отецот го испраќа Исус да се бори овдека, да ни го покаже патот на љубовта. Уште еднаш ќе прочитам, немале ни, како беше, акцент на христијани, ниту и пак држење на рисјани, паганци или на било какви други луѓе, и толку се перчеле и ревеле што мислев дека нив ги направил некој измеќар на природата, па не ги доправил. Недоправени, телесни луѓе, кои не можат да разберат дека театарот е космогонија и патека кон Бог, дека нема никаков теспис, дека орогеа значи женско оро, дека оркестра значи оро ќе се строи, дека античкиот театар во Еге, кој собирал таму некаде 20 на 25 метри во пречникот, не тој прашуваш зошто му било потребно толкаво голема широчина. Знаете, зошто? Па затоа што тука се играло орото. Тука се чествувале орогеите, женското оро. Оро ке строи оркестрите. Значи, театарот во Дион има подземни надземни простори со вода, топла и ладна вода. Ние зборуваме за систем. Театарот имал исцелителна природа.
Тоа денеска ретко кој го разбира, ниту може да го свати. Не им се чита тоа и не го разбираат. Тие се занимаваат со себе афирмирање, со себе љубие. Се надевам дека малку сме се поправиле. Господар зборува, за двајца господари има. Едниот е Исус, другиот е сатаната. И додека играте, вие припаѓате на едниот или на другиот. Колку повеќе навлегувате, колку повеќе паѓате во нељубов, во себе љубие, осудувате. О, поправете се сосем. И тие што ви ги играат шутовите. Значи, некои играат шутови цел ден, цело време, цел живот на сцената. Нека не зборуваат повеќе од напишаното за нив. Тие си додаваат, земаат други што напишале. Напишано за нив. Каде е тоа напишано? По книгата на животот. Каде мислите вие? Во драмите, човечки драми, има една Божја драма на животот и смртта. Зашто меѓу нив има и такви што се смеат сами од себе. Сам на себе си се смее. За да ги насмеат неколцината недоквакан гледач. А токму во тоа може би се расправа некое битно прашање. Кое е битното прашање за целата драма? Кои сме ние? Зошто театар? Каде почнува македонскиот театар? Зошто е тој пророчки и претходно го најавувал доаѓањето на Исус, на пророкот и Месијата и Спасителот, во Дионисовиот и во Колкинскиот неолитски театар? И што е театарот? Аристотел добро го рекол, не да се научат обредите и репликите и мизансценот денеска, туку да се соединиме со духот на нашиот Создател. Тоа е криминално и покажува најжална амбиција кај шутот. Без духот вие сте шутеви во театарот. Шутски театар. Најжална амбиција, сополни со амбиција кај шутот кој со неа се служи. Без духот и без разбирање на тоа што е театарот, вие сте шут кој се служи со најдолна амбиција и вие сте шутовски театар. И кога одам во театар ги гледам представите, можам само да ја кажам, појдете и подгответе се, она што Шекспир го напишал, не јас. Не мисли, она што Шекспир го напишал, значи на преводот на Богданов Дјузел 106-108 страна, добро прочитајте го. Кому му се обраќа, каде почнува театарот, каде завршува. И дали е можен театар без дух? Значи фотокопирани, како рече, фотокопирани без дух, измекер на природата, одвратно го имитираат се она што е човечко. Вие станувате имитатори, наместо да креирате и со зборот кој е од Бог и словото кој е од Бог, да има духовна сила, да ги менувате тие што ве слушаат и ве гледаат за слава негова. Деусен махина, Еврипид говорил на дворот на македонскиот цар Архелај, објавено е кажано, не се прифаќа. Зашто човекот има сатанска природа, себе љуби, одвратно го имитира она што е човечко. Сака своето, неќе да признае дека сгрешил, дека цитирал лаги. И тогаш вие станувате она што го напишал Шекспир за актерите. Акцент на христијани, држање на рисјани, паганци или на било какви други луѓе, мислев дека нив ги направил некој измекер, направени сте од измекер на природата што не ве доправил, зашто одвратно го имитирате сето она што е човечко. Тоа е театарот без дух. Тоа е театарот без идентитет. Тоа е театарот во кој вие не разбирате дека театарот е место за соединување со Бог. Актерот е светец за да се просветли, ја просветли публиката, се качува на сцената. Гротовски, Ежен Барба, Евгенија. Го барам универзалниот театарски јазик на љубовта. Питер Брук, театарот е потрага по Бога. Мир вам и лесна и плодна сцена, скомрахи мои.